Слушате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Загрижени сме за измислените тези на македонските власти. Документот за заедниците не е спор помеѓу Скопје и Софија. Вака бугарското министерство за надворешни работи му одговори на премиерот Мицкоски, но и во реакцијата се избегнува споменувањето македонски јазик. И наместо тоа се користи фразата достапен јазик за граѓаните на Северна Македонија. Истовремено се наведува дека во Скопје нацртот бил представен на англиски јазик. Прашањето на кој јазик треба да биде планот за правата на заедниците што се очекува од Северна Македонија е внатрешно прашање на соседната земја и не е тема на односите помеѓу двете држави. Документот ќе го спроведуваат токму нејзините институции кон сопствените граѓани и логично е дека треба да биде на јазикот достапен за нив. Изборот на Скопје да им го представи нацрт планот на своите граѓани на англиски јазик е тешко за објаснување, особено ако се планира планот да биде реално спроведен, се вели во соопштението на бугарското министерство за надворешни работи. Реакцијата од официјална Софија следува потврдењата на премиерот Мицкоски дека акцијскиот план за правата на малцинствата и заедниците бил изготвен уште пред неколку месеци со вклученост на европски експерти, но дека не бил прифатен од Бугарија. Мицкоски вчера изјави дека единствената суштинска забелешка од Софија се однесувала на фактот што документот бил напишан на македонски јазик, што според него покажува дека проблемите што Бугарија ги има со земјава се подлабоки и не се поврзани со исполнувањето на критериумите за членство во Европската унија. Македонски автобус синоќ е излетал од автопат во Србија кај местото до Бановци во правецот градот, пишуваат утро во српските медиуми. Според објавите, засега нема официјални информации за причината за несреќата, но и за состојбата на патниците и возачот на автобусот. Според првичните информации, возач на друг автобус запрел на местото на несреќата за да им укаже помош. Несреќата се случува во услови на утежнат сообраќај низ Србија, каде што од вчера земјата, речиси целата земја, е зафатена од снежни врнежи. Надлежните служби апелираат на зголемена внимателност при возење, особено на автопатиштата и делниците, каде што снежната покривка и ниските температури создаваат ризични услови за сообраќај. Тема е во фокусот на меѓупартиските обвинувања денеска. Од СДСМ реагираат дека Мицкоски испраќа контрадикторни пораки во врска со американската интервенција во Венецуела. Мицкоски од една страна тврди дека ја поддржува акцијата на Соединетите американски држави во Венецуела, од друга страна изјавува дека таа била спротивна на меѓународното право. Значи Мицкоски ја поддржува, ама и не ја поддржува акцијата на САД. Пред оваа интервенција на САД, кои беа единствените европски политичари и држави кои отворено го поддржуваа и градеа соработка со Мадуро. Тоа беа најблиските сојузници и пријатели на Мицкоски, Виктор Орбан во Унгарија и Александар Вучич во Србија и нивната сестринска партија. По сите овие факти и по судбината на неговите најблиски политички пријатели, логично се наметнува едно прашање: дали Христијан Мицкоски спие мирно, прашуваат утрово од опозицијската СДС. СДСМ е на страната на Мадуро, тие и по 48 часа се уште се без став за апсењето на венецуелскиот диктатор, одговорија од ВМРО ДПМН. СДС веројатно под влијание на своите ментори и пиар стратези од Северот се ставија во групата партии поддржувачи на Мадуро. Сето ова има два вида на објаснување. Или СДС скршна од курсот за стратешко пријателство со Соединетите американски држави, или причината е многу поедноставна. Зоки Заев и Венко се зафатени со зимски лудори, стои во соопштението на владачката партија ова утро. Стартува пилот проектот Е-фактура. Тест периодот ќе трае до третиот квартал, а Министерката за финансии и директорката на Управата за јавни приходи утрово ги повика сите IT компании кои имаат сопствен софтвер да се приклучат. Со Е-фактурата ја правиме економијата пофер, потранспарентна и поотворена за инвестиции, а конкуренцијата ја подигнуваме на повисоко ниво. На овој начин обезбедуваме фер услови за работа и основа за одржлив економски раст, кој директно придонесува за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Од друга страна, за државата Е-фактурата ќе овозможи поефикасна наплата на даноците, заснована на точни и реални податоци, како и потврста и попрецизна борба против сивата економија.
Во пилот фазата ги повикуваме да се вклучат активно сите IT компании и деловни субјекти. Нивните повратни информации се од суштинско значење за нас. Затоа обезбедивме и посебни канали за комуникација, тимови за поддршка и даночни агенти кои ќе бидат во директен контакт со компаниите. Покрај јавниот повик, УЈП преку своите тимови за поддршка постепено ќе ги контактира и ќе им дава непосредна помош на сите компании од кои се очекува да бидат вклучени во оваа фаза. За компаниите што се вклучуваат во проектот е-фактура, процесот е едноставен и се одвива во неколку чекори. Најпрво, потребно е да се информираат и да ја преземат целата потребна документација од официјалната веб страна на проектот, каде што се достапни сите упатства и информации. Потоа, компаниите треба да ги прилагодат своите постојни системи за фактурирање, за тие да можат да комуницираат со новиот систем за е-фактура. Ова значи техничко усогласување согласно јасно објавени насоки. Следниот чекор е најавување во системот и доделување пристапи за лицата кои ќе работат со е-фактурите. Потоа се регистрира дигитален сертификат кој овозможува безбедно и валидно испраќање и примање на е-фактурите. Охрид ги прави последните подготовки за Бадник и Божик. Хотелите се исполнети претежно со гости од соседните држави, но и домашни гости кои имаат своји викенд станови. Нина Ритоновска со деталите. Охриѓани ги прават последните подготовки за Бадник и Божик, со оглед на тоа дека во градот денеска е пазарен ден ги купуваат намирниците кои ќе се најдат на нивните трпези. Иако станува збор за семеен празник, сепак во хотелите има резервации на гости од нашето соседство, а не изостануваат ни оние домашните кои си имаат своји викенд станови. Божик е семеен празник. Има туристи во Охрид, има туристи во нашиот хотел, меѓутоа бројот на гости е помал, значително помал во однос на новогодишните празници кои што беа и секако на богојавление кое што ни предстои. Но од година во година се зголемува бројот на гости кои што престојуваат за Божик во Охрид. Охриѓани дел остануваат во домашна атмосфера да ги дочекаат големите верски празници, а има и такви кои ги преферираат ски центрите во нашето обкружување. Зимувањата константно, значи, најпродавано моментално е Србија и Бугарија. Кополник е на прво место, потоа се зимските центри во Боровец и во Банско. Инаку поголем наплив на гости во градот се очекува за Стара Нова година и богојавление Водици. Нина Ритоновска, Сител телевизија.